Добар ден, почитувани, ова е почетокот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за најчестите проблеми со очите во детска возраст. Децата ретко се жалат дека не гледаат добро, но раното откривање е многу важно, бидејќи доколку не се реши проблемот со очите навремено, понекогаш може да дојде до трајно губење на видот. Како да препознаете дека вашето бебе или дете има некаков проблем со очите? Што е тоа страбизам? Дали мрзеливото око може повторно да научи нормално да гледа? Денес имаме навистина многу прашања кои што ќе ги упатиме на доктор Викторија Филева-Фотевска, специјалист офталмолог и хирург во систина офталмологија. По блокот реклами се гледаме по студиото, каде што ќе дознаете многу работи поврзани со најчестите проблеми со очите во детска возраст. Страбизам, мрзеливо око, диоптрија. Има навистина многу проблеми со видот кои што се јавуваат во детска возраст и за кои што ќе зборуваме со денешната гостинка во студиото на Телма, доктор Викторија Филева-Фотевска, специјалист офталмолог и хирург во систина офталмологија. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, Марија. Драго ми е што сум дел од вашата прекрасна емисија и голем поздрав до вашите гледачи. Задоволството е взаемно, докторке. Како се развива видот кај бебињата? Дали веднаш штом ќе се родат, гледаат добро? Па, веднаш по раѓањето, видот кај бебето не е потполно развиен. Значи, после првите неколку месеци од животот, видните дразби почнуваат полека да го развиваат гледањето, видот, односно да ја развиваат видната функција. Она што е многу важно е дека интензивниот развој на видната функција се случува измеѓу втората и 8-та година од животот и во тој период нагло и интензивно, како што и впрочем е и оној интензивен раст и развој на самото дете, паралелно на него почнува да се развива и видната функција. Докторке, зошто не се советува новороденчињата и малите бебиња да престојуваат во обкружување со розева и сина боја, туку тоа треба да има контрастни бои, нешто како што е вашата кошула, да речеме. А ние како родители обично тоа не го практикуваме. Ќе купиме розева, детска соба, обично сина, одбираме детска некои така соба. светли, нежни, небесни бои, но во првите неколку месеци од животот новороденчињата повеќе препознаваат нијанси на бело, црно и сиво. Дури понатака во животот, после 4-тиот, 5-тиот месец од животот, почнуваат да ги перцепираат оние контрастни бои. И са викаме дека контрастните бои се многу добри за стимул како за развој на мозочната функција, бидејќи окото е сепак дел од нервниот систем и е дел од мозокот. Така и тие контрастни бои многу помагаат во почнување на интензивниот развој на видната функција и преносот на видните сигнали во кората на големиот мозок, каде што впрочем и ги ја гледаме правата слика и се присликува правата слика од она што го гледаме. Значи треба вистинска стимулација од самиот старт. Па да, нема вака конкретно, многу испитувања не се направени во смисла како тие бои делуваат конкретно на развојот на видот, но секако испитувањата на возрастните понатака, бидејќи испитување на мали деца е навистина многу тешко да се прави, али кога се испитува колорен вид кај повозрастните, се докажало дека да, контрастните бои како што се црвената, портокаловата, се оние бои кои што го стимулираат позитивно развојот како на мозокот, така и на окото и видот. Ова е убаво да се знае, ова е една убава порака до сите родители да го практикуваат тоа што е можно повеќе. А кога треба да се направи првиот очен преглед? Бидејќи често се зборува за прв педиатриски преглед, за напредување на бебето, но ретко кој го споменува прегледот на очите. За жал е така, но ние офталмолозите се бориме и апелираме секој дневно дека треба да постои еден прв, условно кажано, преглед кај офталмолог, кој што се бориме да биде на 3 годишна возраст. Односно, морам да кажам дека никогаш не е рано да го однесете вашето дете на офталмолог. Иако навидум вака изгледа дека детето е добро, дека добро се развива и дека добро гледа, на офталмолошкиот преглед се прави испитување на видот на секој око поединечно.
Бидејќи кога детето е мало, родителите знаат многу често да ми кажат докторке, дури најситните работи на килимот ги гледа, раските ги фаќа, но тоа е кога детето гледа со двете очи. И толку мало дете не знае да препознае дали има заостанување во развојот на видот на едното око, бидејќи никогаш во животот или на родителите дома не им текнува дека треба да се затвори едното око па да се испита видот на секој око поединечно. Токму тоа се прави на тие први офталмолошки прегледи и е многу важно да бидат во таа возраст кога почнува, како што спомнав, оној интензивен раст и развој на видот од втората па се до 8-та година. Но ако тој проблем го најдеме и го дијагностицираме во втората година, во третата година, многу ќе биде полесно истиот да го решиме и да имаме успех во третманот на тоа што ќе го откриеме. И сега, докторке, како изгледа тој преглед кај мали деца кои што не знаат да објаснат што гледаат? Да. Кога ќе го покриете едно око, како ви објаснуваат што гледаат, а што не гледаат? Па во суштина дечињата не ни објаснуваат, искрено родителите, тоа е анамнеза, хетероанамнеза што викаме од родителите, односно мајката, таткото кој ќе биде на преглед. Најчесто прегледот е адаптиран во зависност на возраста на самото детенце, да. Се случува почне да плачат ако не гледа добро со едното око? Па начелно не, бидејќи детето секогаш гледа со двете очи, така што тоа око што е здраво во суштина го превзема гледањето и на другото око и фиксацијата на кога двете очи фиксираат, може и да не се забележи дека со едното око имаме некаков проблем, бидејќи окото кое што е здраво ја превзема улогата и на болното око. Сега кога ќе дојдат на преглед, прегледот е генерално безболен и е многу пријатен и јас наистина се трудам да тоа биде во некаква многу добра средина, пријателска атмосфера, да. И се адаптира, како што спомнав, на возраста на самото дете. Бебињата, значи тие што се доенчиња, бебиња до втората година од животот, они не зборуваат, не знаат точно да кажат и затоа на прегледот се врши испитување на видот со конкретни методи кои што одговараат на возраста. Тоа е рефлекс од светло. Значи кога ќе пуштиме рефлекс на светло околу ночињата на бебенцето и гледаме дали соодветно рефлексот од светлото го прати бебенцето, дали очите се движат во исти правец, дали едното око го следи движењето на другото око или имаме заостанување во движењето на булбусите, зависи за кое око. Исто така при пуштање на светло кон окото, ако некаков проблем има, може да го замижи тоа око кое што му прави проблем, повеќе да трепка и родителите да ми кажат дека дома го приметиле своето дете дека многу трепка со очињата, дека ги трие очите со своите рачиња или преферира да гледа и да фиксира со едното око повеќе него со другото, заземајќи некаква принудна положба на главата. И тоа се работи кои што родителите треба да ги приметат дома и нешто кое што треба да го испита офталмолог. Подобра е варијантата да јас или офталмологот каже дека се е во ред и дека тоа е само фаза во развојот и ќе помине, отколку да дојдат покасно и да се може да го дијагностицираме и да го соодветно истретираме проблемот на време. Да се реши на време. Но често останува проблемот незабележан во детска возраст. Вие веќе споменавте некои од симптомите што родителите би можеле да ги забележат и да укажат на проблем со видот. Еве ние што одвоивме, па докторката може нешто да искоментира од сето ова, ги собира очите капаци детето додека гледа, тешко чита или предметите ги приближува до очите, зачестено трепка, ги трие често очите, го затвора или пак прекрива едното око, необично наведнува главата кога црта или чита. Да. Значи, ова сето би требало да не алармира? Па треба да не алармира, иако сите овие симптоми не мора да значат дека постои некаков реален проблем со видот кај дечињата, значи да не ги спаничиме сега родителите. Значи, она што е многу важно да се забележи дека кога имаме на пример тодлери или дечиња во третата година кога веќе почнуваат и со говорот интензивно, разбираат, комуницираат, кај тие дечиња може да забележиме доближување до телевизорот. Значи се доближува многу блиско до телевизорот за да може да види подобро. Телефоните и таблетите се дел од нашето секојдневие и така кога ќе го ставиме на телефон, многу го доближува телефонот до очите за да може да види. Кога гледа телевизија ја навртува главата на едно или на друго рамо, значи зазема некаква принудна положба или ја крива главата нагоре за да може да види добро. Замижување на двете очи за да како да фокусира, како да центрира.
Тоа исто може да биде знак за појава на некаква диоптрија. И она што најчесто е и повидливо, да речеме, ако постои страбизам, односно ако едното или другото око бегаат на одредена страна. Односно со окото кое што гледа добро фиксира право, а во таа ситуација другото око се отклонува, викаме се криви кон одреден смер. Значи двете очи не се паралелни. Така, има еден термин што тука се користи, разрокост. Разрокост, да, кривогледство. Да. Сега се јавува тоа понекогаш и кај новороденчињата. Точно, да. Нормално ли е тоа, докторке, или пак е сигнал за некаков проблем, бидејќи тука родителите влегуваат во некоја фаза на паника? Да, и во првата година од животот се смета дека одреден степен на страбизам е во граници на нормала, бидејќи видот, кога ќе се роди бебенцето, се уште не е развиен и тогаш е дозволено едното или двете окца да шетаат, односно родителите не се ни сигурни на која страна најчесто им бега, него викаат само му шета очето, не сме сигурни на која страна, некогаш му вега на надвор, некогаш навнатре и тоа е во граници на нормала. Веќе после 6-тиот месец би требало таа разрокост да се смирува, односно очите да успеваат да фиксираат и да бидат се постабилни и постабилни во она нормална положба во која што треба да бидат. Сега, границата на тој тип на разрокост ја викаме до првата година од животот. Ако до првата година од животот не се смират овие шетања на око, тогаш би требало да се посети офталмолог за да се дијагностицира правилно или да се открие дали реално постои некаков проблем или не постои. А на што најчесто се должи? Исклучок тука морам да спомнам дека се оние страбизми кои што ги се вродени и кои што ги среќаваме многу рано во детската возраст, дури и пред 6 месеци или веднаш по раѓањето, тоа е веќе прав страбизам и тука разговараме за конгенитални езотропии. Најчесто кога двете очи фиксно се стојат на кај носот и немаме движење тогаш на очните булбуси, бидејќи аголот на кривење е релативно голем и тогаш окото не се движи во надворешната страна, него детето ја врти главата како кукла за да ги следи движењата на своите родители или да ја следи околината околу себе. Во таков случај не чекаме до првата година, него се советува да тоа дете биде прегледано најбрзо од офталмолог со цел да се донесе правата дијагноза. А што стои обично за тој проблем? Зошто се случува едното око или пак двете да шетаат? Страбизам или кривогледство, разрокост, е мултифакторијална болест. Значи не постои една единствена причина која што може да доведе до појава на страбизам. Овде разговараме за болест на која што делуваат многу фактори. Сега најчесто, како најчест фактор или најчеста причина за појава на страбизам ни е генетскиот фактор, значи генетиката, кога во фамилија има некој со таков проблем и тој се пренесува генетски во поколенијата. Втората причина најчеста за појава на страбизам е да се постои диоптрија, односно рефракцијска грешка. Обично тоа е диоптрија во плюс или хиперметропија и таа е поврзана со страбизам кога едното или двете очи се криват на кај носот, или подоцна во подоцнечните, овој тип на страбизам го среќаваме порано малце измеѓу втората и третата година од животот, или да постои некаква минус диоптрија кај детенцето и во согласно со таа минус диоптрија да постои страбизам кога окото бега на надвор на кај јувото. Овој тип на страбизам почесто го среќаваме некаде во предшколска возраст. Меѓутоа, статистички гледано, процентот е апсолутно не е да се занемари, бидејќи во децата на предшколска возраст во Македонија околу 5% се среќава или се дијагностицира појава на релативно чест проблем. А при тоа се јавува ли некаков проблем со видот? Може ли да се жалат децата дека гледаат дупло, да речеме? Може да. Сега дечињата кои што се многу мали, всушност не може точно да кажа дека гледаат дупло, они може да се пожала дека гледаат малку матно, ги боли око. Родителите често го забележуваат окото кое што се криви, дека детето го затвора, особено кога е излегува на сонце или кога е детето изложено на некаква појака светлина.
и тоа се симптомите. Самото дете на таа возраст баш ти не може точно да ни каже што гледа. Впрочем, и дечињата имаат многу еластичен мозок, нивното мозоче е се уште во развој, така што кога ќе настане овој тип на страбизам, кај возрастните да би рекле гледам дупло, поголемите дечиња како што примарно го гледаме овој страбизам, би се пожалиле мамо гледам две, гледам дупло. По малите дечиња мозокот многу брзо се навикнува на таа дупла слика и мозокот автоматски ја брише, односно ја блокира сликата од страбичното око и тогаш детенцето гледа само една слика од окото кое што гледа право. Значи, како дупла слика, да, таа постои, меѓутоа детето не ја перцепира, неговиот мозок многу брзо се навикнува на ново настанатата ситуација. И сега кое е решението? Помагат ли вежбите? Како што спомнав, значи прво треба да знаеме која е, да се диагностицира дека постои страбизам и каков тип на страбизам се работи. Страбизми има многу, иако најчести се страбизмите кои што се во хоризонтален смер, значи очите кога одат на кај носот или кога бега на надвор на кај југото. Иако има и коси страбизми и вертикални страбизми, кога имаме отклонување на окото во вертикала или во кос смер. Кога ќе се утврди точната причина зошто настанал страбизмот, тогаш можеме да пристапиме кон соодветен третман. Пример, ако страбизмот на самиот преглед, значи ќе видиме дека постои одреден тип на страбизам. Потоа прегледот преминува кон испитување на видот на секој око поединечно, соодветно на возраста. Големите дечиња кои што знаат да ги читаат бројките, постојат снеленови таблици на кои што се отчитува колку гледа со секој око поединечно и се адаптирани на возраста. Значи постојат сликички кои што најчесто малите дечиња ги знаат, кукичка, кола, елка и се многу лесни за детето да ги препознае, или бројки доколку се работи за некое поголемо детенце кое што ги знае бројките. Се затвара едното око, се одредува видот на десното па на левото око и потоа се одредува бинокуларен вид. Значи тоа е она што ни е многу важно кога сакаме и кога разговараме за страбизам. Значи кога имаме страбизам, тоа не е само моторичко нарушување на движењето на самите очни булбуси, него се работи и за сензорно нарушување кога имаме прекин на бинокуларното гледање, односно стереовид или попросто кажано 3D. Тогаш окото кое што е страбично, мозокот не го перцепира и ние не можеме со двете очи да фокусираме еден исти предмет во исто време и да добиеме реална слика на предметот кој што го гледаме. Така, објаснивте зашто тоа се случува пред малку. И доколку постои, потоа се капат капки за ширење зеници, се разбира, тоа не е многу битен дел од прегледот и тој дел е најнепријатен. Не е комплициран, него е најнепријатен бидејќи се капат капки во око кои што подоцна ја шират зеницата и прават блок на очните мускули и при тоа нас тоа ни дозволува да ја одредиме правата диоптрија кај тоа дете. Доколку постои диоптрија која што е дозволена вон возраста на самото детенце. Например, сите деца се раѓаат со диоптрија во плюс. Сите ние се раѓаме со диоптрија во плюс бидејќи окцето ни е мало. А плюсот диоптрија зависи од должината на самото окце. И сега и за одредена возраст е нормално да се најде одредена диоптрија во плюс. Доколку таа диоптрија ја надминува границата, она што викаме дека е нормална за возраста, тогаш се работи за рефракцијска грешка и тоа дете бара соодветен третман, односно корекција со наочари, со корекциони стакла. Кај страбизмите кои што се движат на кај носот, а се поврзани се најчесто со таа плюс диоптрија, треба да се дадат или третманот се отпочнува со давање на добри очила со соодветна диоптрија и потоа да видиме дали со тие очила ќе можеме да го исправиме окото и се следи детето на редовни и чести контроли за да видиме како ќе се развива и видот, бидејќи страбизмот, особено страбизмот на едно око, е најчеста причина за појава на амблиопија, односно мрзливо око. Да. И амблиопијата е реверзибилна состојба. Таа може да се врати, може да се поправи и со соодветен третман, вежби, онака како ќе се договориме согласно со она што ќе го најдеме, може да се врати нормално видот на тоа око. Но децата, докторке, многу често не сакаат да носат очила. И сега што правите во тие моменти? Како да се убеди мало дете да ги носи очилата? Па тоа, прегледот со деца е всушност преглед
едно е прегледот со самото детенце, она што ќе го оствариме како комуникација, она што јас ќе најдам и ќе се поврзам со детето, а другиот дел од прегледот е разговорот со самите родители, да се објасни најпрво диагнозата која е, што значи да има диоптрија, што значи диоптрија плюс, што значи диоптрија минус, што да очекуваат родителите и како тоа етапно ќе го планираме процесот на третман и терапија и секако колку долго ќе трае. И она што е многу важно е дека кога родителите ќе сватат за каков проблем се работи, тогаш е многу полесно дома со нивното детенце на начин на кој што тие сметаат дека е најсоодветен за сопственото дете да го спроведат правилно третманот кој што ќе го ординира офталмологот. Многу често и самите родители се изненадуваат позитивно од сопствените деца во смисла на прифаќање на очилата. Јас ќе им кажам, иако не ми веруваат мене на преглед, ама после на контрола кога ќе се видиме, сваќаат дека уствари не било така тешко, бидејќи дете кое што има диоптрија, која што е вон и повисока од она во границите на нормалата, всушност и послабо гледа. Тоа дете до тој момент мисли дека така треба да гледа, бидејќи никој друг не му покажал дека може да гледа малце подобро од она што тоа е навикнато. И кога ќе ги ставиме тие стакла на таквото детенце, тоа прогледува и во тој случај нема ни да дава ни отпор, напротив, кога ќе стане од сабајле, само ќе си ги побара на очарите, мамо каде ми се на очарите и само ќе си ги стави. Значи, очилата се дел од третманот за страбизам, доколку има потреба за тоа, во кој случај предложувате да се направи операција? Страбизмот се решава најпрво конзервативно. Тоа се овие методи на корекција со добри очила. Ако постои се уште кривење со очилата, тогаш даваме, или и постои амблиопија, односно слабо развиен вид на окото кое што е криво, тогаш се пристапува најпрво кон третман на амблиопија. Ајде да проговориме тога за мрзеливото око. Да, може. Тоа значи, сите сме виделе дечиња на кој што едно око им е покриено. Да. Со фластер сега се ставаат фластери. И всушност што се постигнува на таков начин? Амблиопија, за да ја диагностицираме како амблиопија или мрзливо око, треба да кажеме дека амблиопија представува слаб вид, односно неразвиен вид на едно или две очи при максимално добро дадена стакла со корекција, значи на очарчиња, при добро искоригирана диоптрија, доколку тоа е причината за појавата на амблиопија, се разбира. И каков ќе биде третманот на амблиопијата, понатаму ќе зависи од причината зошто таа амблиопија се развила. Ако диоптрија, различна големина на диоптрија на едно или на друго око, не мора да постои страбизам. Може да постои различен тип на диоптрија, кој што го имаме на десно, и различен тип на диоптрија на лево око. Ако таа диоптрија на едното око е поголема и се разликува за 2 диоптрии, 3 диоптрии, разлика измеѓу десно и лево око, окото со поголема диоптрија има голема шанса да стане амблиопно, бидејќи окото со помала диоптрија тоа кое што е водечко и ќе ја превземе функцијата и за другото око. На таквите очи се ставаат стакла со соодветна диоптрија и ако со тие стакла на Снелановата таблица, она што го испитуваме за процентуално математички да го измериме колку е видот, гледаме дека се уште имаме заостанување во развој на ова око што било претходно слабо, тогаш се даваат оклузивни вежби. Тоа се тие лепенки. Тогаш го лепиме здравото око, односно правиме блок на здравото око за ова око кое што било малце послабо, без разлика дали е страбично или не, почнеме да го вежбаме и мозокот го тераме да тоа око полека подобро гледа, повеќе се развива и да го стигнеме да бидеме во онаа граница на нормала која што одговара за возраста. За жал и покрај сите технологии, напредната технологија, денеска и до ден денес лепењето е најефикасен третман на амблиопија. И многу е важно да се каже дека лепенката треба да се стави директно на око, се постојат различни методи на лепење, меѓутоа најадекватна и најуспешна во третман на амблиопија ние кога ќе го залепиме окото директно на самото око и врз лепенката да се стават очилата. Да, тоа е најдобриот начин за третман. Сега,
не сака да лепи. Да, то сигурно има такви реакции. Да, тоа е навистина. Кога треба се залепи окото веднаш штом детето Штом се стане диагностицира, штом се диагностицира амблиопијата, важна е возраста, на секоја возраст ова може да се применува. На секоја возраст може да се примени, меѓутоа од возраста ќе зависи колку долго во текот на денот едно око ќе биде затворено. Аха. Значи, како тоа го проценувате? Тоа е ако имаме бебе од една годинка, значи е помало, тогаш не лепиме повеќе од половина час до 1 час во денот. Како детето расте се повеќе и повеќе, тогаш можеме да повеќе и подолго да го лепиме окото, а при тоа да не направиме штета на окото кое што сме го залепиле. Аха, бидејќи и тоа може да ослаби поради може, тоа што е залепено. бидејќи го блокираме со лепенката, за да не направиме штета на тоа око што е здраво, а при тоа да вршиме многу позитивен ефект на другото око, затоа викаме дека време траењето ќе биде различно зависно од возраста. Колку е помало детето, треба помалце време да лепиме, бидејќи тогаш е поголема шансата да се направи амблиопија на здравото око на кое што е затворено. Многу порано се викаше колку е детето старо, толку сати треба да биде окото затворено. Денеска нешто се изменети тие правила и ефектот на лепењето од 12 часа, ако порано сме лепеле на дете кое што е 6-7 годинки, слободно може да се затвори во текот на целиот ден окото, ефектот е исти доколку тоа детенце го лепи 4 до 6 часа. Така што веќе не постои лепење по цел ден, тоа е навистина мачно и е тешко. Сега истиот ефект се постигнува и многу научни трудови за тоа и студии се докажале дека истиот ефект се постигнува со лепење на окото од 4 до 6 часа во текот на денот, сепак зависи од возраста на самото дете и од длабочината на самата амблиопија. Значи постои блага амблиопија кога не може да види кога од 100% вид имаме 80 или 70% вид, тоа е веќе блага амблиопија и тогаш не мораме да одиме со некаков агресивен третман. Onda би почнале со 2 часа во денот, па се гледаме на контрола на 2 месеци, па гледаме каков е напредокот, ако имаме добар напредок, онда продолжуваме со истата терапија, не го зголемуваме времето на лепење, но ако гледаме дека за 2 месеци немаме прогрес, тогаш може да се зголеми времето на лепење, зависно од возраста на детето. И за да биде тој третман на крај успешен, кога ќе го за дома родителите, тоа се вежби кои што се прават дома. Кога детето е во комфорт зона, кога не го гледа никој, особено за овие поголемите дечиња што се во школа, предшколска возраст кои што одат во градинка, јас претпочитам децата да лепат дома, за да не се изложени на одредени коментари во градинка, од средината. Психолошкиот момент тука е важен. Психолошкиот момент е многу важен и затоа викам дека кога е дома е најдобро. И во периодот кога едното око е залепено, со другото око кое што го вежбаме, детето треба да извршува некаква активност. Она што најчесто сака да се го прави дома. Да бои, да црта, да игра со количките, да мести коцки, слагалици, да гледа телевизија, за да има ефект самото лепење. Ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци со нивни прашања поврзани на темата на која што говориме, а тоа се проблеми со видот кај децата, односно најчести проблеми со видот во детска возраст. Од овој момент почитувани емисијата ќе биде контактна. Добре дојдени се вашите јавувања. Веќе споминавте дека тука има сега на почетокот незадоволство, плачење, негодување зошто да биде окото залепено, што доколку детето е мало и не прифаќа окото да биде залепено, има ли некаква алтернатива? Нова лекување, нови вежби? Најчесто викаме дека она што го спомнав е дека лепенката треба да се стави директно на око. Но доколку не се најде на добра соработка со детенцето и покрај упорните обиди на родителите со било каков метод да се воспостават правилно овие вежби, тогаш постојат лепенки кои што се ставаат на самите очила. Значи да не биде лепенката залепена директно на око, него да се стави на очарите. Тоа се лепенки кои што се вадат и се ставаат преку дршката од очилата и во тој случај викаме ајде да пробаме на овој начин, дали тој ќе биде правилниот начин за третман на амблиопија.
овој начин не го предпочитаме, бидејќи децата се многу итри. Дзиркат. Да, дзиркат, детето може да си го потргне вака многу лесно лепенчето преку очилата и да се намести главата во онаа позиција, што му да одговара. си гледа, да си гледа и многу често и родителите не го приметуваат тоа. Јас им го потенцирам кога веќе ќе пристапиме кон таков третман на амблиопија, им го потенцирам да повнимаваат дома, да окото биде комплетно затворено и детето да не зазема вака одредена положба на глава, значи цирка. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до докторката. Благодарам. Би сакала да прашам, имам вака 3-месечно бебенце, Така. со што јас сум случај како дете, значи сум имала проблем со мрзливо око, страбизам. И денеска носам наоцари, но мрзливото око е излечено токму со ова вежбање, нели со покривање на едното око. Сега, кај малечково приметувам левото исто како и мене што ми било лево, малку навлегување навнатре. Дали, нели, се уште е рано, колкава е веројатноста што вели докторката дека генетски може да се пренесе? И дали јас треба порано да отидам на преглед, да не чекам до година дена за да преземеме нешто ако треба? Така. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, докторке. Одлично е прашањето. Кога имаме позитивна генетска анамнеза, тогаш викаме дека шансите се поголеми да детенцето добие некаков страбизам и добие некаква диоптрија, како што имала и самата мајка. На 3-месечна возраст е релативно рано да се разговара за конкретен тип на страбизам, особено ако се работи само за едно око, но, како што спомнав, гледајќи го тука и позитивниот генетски фактор и со тоа дека мајката носи очила се уште, може и на таа возраст да го донесе детенцето за да ние одредиме и да видиме да не постои некаква друга причина за појава на страбизам. Не зборуваме во овој момент за некаква диоптрија, него дали постои органска причина за кривење само на едното око. Најверојатно нема да постои, меѓутоа треба да се исклучи. Така што ако мајката, мајчинскиот инстинкт е оној кој што е многу важен. Ако родителите и самата мајка мисли дека треба да се види, тогаш слободно да го донесе детето на преглед. Нека не размислува на возраста, дури и на 3 месеца. Не е рано никогаш да се го донесете своето дете на офталмолог. Подобро е да кажеме ние дека нема ништо, дека можеме да почекаме, да видиме до годинка дена, да тоа дете си стекне добар баланс, добра работа на очните мускули и да мајката биде дома спокојна. Така тоа е исклучително важно. Да, тоа е многу важно. И да се прегледа самото око и да знаеме дека тоа око е здраво и после тоа веќе сме многу полесни и поспокојни и ќе се гледаме во оној период кога треба да се видиме. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, ве поздравувам во студијето. Јас ве поздравувам во студијето, вас. Ви благодарам за поздравот. Кој е вашето прашање? Да, сакал да упатам прашање до докторката. Така. Се работи за детенце некаде 2,5 години. Исто така има кривогледност. Па Ве слушаме, значи да, пак се јавува така кривогледност на двете очи. Па ни носеме во Систина, во Битола, имаше за испитување за детски. Да, пак ни препорача наочари. Носете веќе долго време, па можда година дена наочарчина, и не му побав никаква ефект. Ни препорачува да се оперира. Дали е тој најдобар метод за да се изврши таа операција? За решавање на проблемот. Има некои други начини на лекување. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, за споделувањето на вашето искуство со проблемот со страбизмот кај вашето внуче, ако не се лажам беше, или дете, седно. Значи, што доколку очилата и овој третман не дадат резултат? Има ли уште нешто што може да се преземе? Да. Ако со очилата, односно со овој конзервативен третман, не се постигне добра позиција на очните булбуси и се е постигната добра видна острина, значи детето гледа добро со секое око, иако се и двете очи страбични, тогаш преминуваме кон хируршки третман на страбизмот. Она што е многу важно е да се измери добро страбизмот, бидејќи самата операција исходот од операцијата зависи од големината на ова кривење. Значи,
математички во медицината математиката не е секогаш 2 и 2 4, но мора да се водиме кон одредени мерки кои што нас ни се понатаму многу важни за да го следиме и подобрувањето на самиот страбизам. Значи треба да се измери колкава е таа девијација со помош на призми, тоа го правиме на самиот преглед за страбизам и тоа мерење треба да се изврши преку очила. Сега тука е дискутабилно да се види дали е дадена добра диоптрија, дали диоптријата е соодветна на секој око поединечно и ако сето тоа гледаме дека е завршено и е се добро направено, тогаш го мериме страбизмот и викаме дека следниот чекор ни е оперативниот третман. Со кој што би се постигнала добра положба на очните булбуси, значи право и времето кога значи би го направиле страбизмот и дека операцијата кога би ја направиле е исто така многу дискутабилна. Тоа многу зависи од она што ќе најдеме на самиот преглед. Али да, нареден чекор ако сите тие работи се очилата дадени добро, вежби оклузивни добро, ако не постои амблиопија, тогаш нареден чекор да би бил некаков хируршки зафат. Нема нешто помеѓу конзервативно што би можело да се преземе. Ке зборуваме детално за операцијата, но пред тоа да дадеме можност на уште еден гледач да постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ке ве молам едно прашање. Имам внука од керката, 3 близначиња се. Со едната внука имавме проблем. Од инкубатор. Беа во инкубатор по 20. Така. Примаше инекција во двете очиња. Меѓутоа он има 4,5 години. Не сака да ги носи редовно очилата. Аха. Така. Да, а има проблем со едното. Кажете ми каде да се обратиме, сега не е скоро била на контрола. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што советувате во ваква ситуација? Еве се случува децата да не сакаат редовно да ги носат очилата. Ако не сака да носат очила, постојат други алтернативни методи кои што може да ги употребиме, секако во добра соработка со родителите, бидејќи детенцето е 4 годинки. Очилата се најдобра и најбезбедна варијанта за децата, бидејќи се најкомфортни, може да ги извадат во било кој момент кога тие очила например им сметаат или кога играат со топка со цел да не се повреди, да не добие удар со топка во очилата. Очилата се вадат, меѓутоа тоа играње на топка трае од прилика половина час, 40 на минути, па после тоа си ги ставаат очилата назад. Кога во конкретниот случај најверојатно се работи за близначина кои што биле можеби превремено родени, чим биле во инкубатор. Тоа треба да се инекции се примаат кога постои состојба што ние ја викаме ретинопатија на прематурни. Тоа се среќава кај близначиња или дечиња кои што се предвремено родени и кои што долго време биле под кислородна поддршка во инкубатор. Самата близначка бременост прави да бебињата близнаците се раѓаат малце порано, значи не се чека или не издржуваат до 39-та недела за да скроз таа ретинална мрежа од крвните садови на ретината биде добро развиена. Инекциите кои што ги примила најверојатно биле поради некако постојање на ретинопатија на прематурни со цел да се развие добро крвната мрежа на ретината. И понатака, многу често тие дечиња се и со некаква рефракцијска грешка, она што ни кажа гледачката дека треба да носи наочари. Немам да им кажам конкретен начин како да го убедат детето да носи очила, многу е важно да или диоптријата која што е во очилата одговара на диоптријата која што реално ќе најдеме кај детенцето, а ако не сака да носи наочари, тогаш одиме на некакви други методи во смисла препишуваме контактни леки. Може на 4 години да се може, само тогаш мајката го вади, ја става лекјата, значи тоа викам треба да се има многу добра соработка. Сигурно тука ќе има проблеми да се стави лекјата, да се извади лекјата. Се учи мајката, имаме ние оддел во кабинетот за деца во систина офталмологија, имаме одлично спремни оптометриски кои што го подготвуваат родителот да го учат родителот заедно со детето, значи таму на лице место како да стави, како да ја вади таа лекја, како таа лекја да се одржува и се со цел да тоа биде во граници на уредно одржување, да не се доведе во ризик од некаква инфекција, повреда при вадењето или ставањето на контактната лекја. Така што постојат методи, меѓутоа викам најлесен начин, најбезбеден за дечињата е всушност се очилата. Имаме гледач уште еден да го вклучиме во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете.
Прво да ви посакам убава работна недела. Благодарам. Имам едно прашање за докторката. Се работи за нистагмус кај дете од година и 6 месеци. Сакам да прашам како да се третира, дали при развој на детето би предизвикала можеби некакви последици и дали е болест што се лекува на одреден начин. Ви благодарам. Така да немате некој подпрашање само докторке? Не. Не, разбрав. Ви благодарам за вклучување. Се вклучување. работи за нистагмус. Нистагмус е тоа е првично невролошка болест, не е офталмолошка, меѓутоа се гледа на окото. Тоа е невролошка болест кога имаме прекин во нервниот импулс кој што стигнува од мозокот и нервите кои што се одговорни за инервирање на очните мускули, и тој импулс не е вака како во една права линија, него како рафали. И како тој нервен импулс стигнува до очите, тогаш гледаме неконтролирано и неволево движење на очните булбуси во одреден правец. Нистагмусот како нистагмус треба најпрво да се дијагностицира зошто, дали е во склоп на некое друго, некаков друг невролошки проблем, обавезно бара редовно следење на детски невролог. Значи детскиот невролог е оној кој што треба да го иследи добро. Инаку во однос на третманот, нистагмусот е болест која што е доживотна, меѓутоа како детето расте и се развива, фреквенцијата и амплитудата на движење, на тоа неволево движење на очните мускули има тенденција да се намалува. Сега, исто, многу зависи колкава е брзината на движење, колкава е таа фреквенција, дали се работи за конјугиран, дали се работи за асоциран нистагмус, и од сето тоа ќе зависи понатака и колку ќе се развие видот. Начелно, со добра диоптрија и со добри вежби и со добро следење од страна и на невролог и на офталмолог, постигнуваме добра видна острина и кај овие дечиња. Докторке, да проговориме малку за операциите со кои што се решава проблемот со страбизмот. Предпоставам дека првото прашање на родителот е на која возраст, а знам и родители кои што се доста скептични по однос на ова прашање, па велат мора ли, неопходна ли е, може ли да се пројде без тоа? Хируршкиот третман е само дел од, да речам, низата на методи на третман на страбизам. Како што спомнав, најпрво се третира конзервативно и кога тие методи ќе се исцрпат и викаме дека видот е добар кај секој око поединечно и дека и со добра диоптрија се уште постои страбизам, тогаш преминуваме и даваме совет за хируршки третман. Хируршкиот операцијата на страбизам се одвива во општа анестезија. И сега, кога треба да се направи, тоа е добро прашање. Исто ќе зависи од каков тип на страбизам се работи. Се додека гледаме дека имаме добра соработка со самото дете, дека ги носи на очарите, дека делумно се подобрува со очилата, тогаш чекаме да детето биде барем 3-4 годинки или најдобро во предшколска возраст. Мислам дека тоа е идеалната возраст да се направи операција на страбизам, доколку е истата индицирана. Зошто? Затоа што детето сме го следеле откако сме го дијагностицирале, го пратиме неговиот развој, ја пратиме видната функција како се развива и самото дете колку е поголемо, толку е посоработливо да имаме добри мерења кои што многу ни се битни за каква операција и ќе се изврши. Кога веќе имаме неколку мерења на тој страбизам, узастопно неколку месеци, зависно како ќе ги ординираме контролите, или викаме во рокот една година немаме промена во мерките на аголот или кривењето на аголот, имаме добар и сигурен агол и детето се работува, тогаш е идеален момент да се направи операцијата. Постои ризик некаков да се загуби видот? Не постои ризик при оваа операција, таа е екстраокуларна, значи при оперираме кога се оперира страбизам, значи таа не влегуваме внатре во окото, интраокуларно, и не ги оперираме и не ги чепкаме деловите од окото со кое што окото гледа, значи тоа е леќата, рожницата, позади нервот, ретината. Операцијата на страбизам во суштина се состои и се прави од надвор на самите очни мускули кои што се поставени на белката на самото очно јаболко, и тие се по 6 на секое око. 2 хоризонтални, 2 вертикални и 2 коси страбизми. И
Целта на интервенцијата е да ако се работи за страбизам кога имаме кривење на окото на кај носот, тогаш внатрешните хоризонтални мускули влечат повеќе, имаме дисбаланс во функцијата на двата надворешни мускули одговорни за движењето на окото во хоризонтална оска, тогаш пристапуваме кон ослабнување на овој медијален внатрешен мускул кој што влече, а надворешниот кој што нема голема јачина го скратуваме така што го зајакнуваме неговата функција. Сега постојат различни операции во смисла дали ќе ги оперираме двете очи, дали ќе оперираме по еден мускул на секој око, дали ќе оперираме едно око. Што препорачувате? Тоа зависи од возраста на детето и од типот на самиот страбизам. Да. А постои ли шанса после операцијата повторно да се врати страбизмот? Постои и тоа е нешто што секогаш ги предупредуваме родителите кога разговараме за хируршки третман. Она што е многу важно е не дека операцијата прва била неуспешна или се вратил страбизмот, туку кога оперираме мало дете кое што допарва ќе влезе во пубертет, допарва е во интензивен раст и развој и е многу непредвидливо однапред да ние знаеме како ќе се развиваат во идни на тие очни мускули, како ќе зараснат очните мускули. И викаме дека со една операција во 90% ќе се постигне добра поставеност на очните булбуси и дека овој страбизам кој што го мериме, например 50 страбизми, 50 призми, 40 призми, ќе се намали на 5, кое што е нешто што сакаме да го добиеме после операција. Тоа е нешто што е посакуван резултат и исход од оперативниот зафат. И како детето ќе расте понатака, тие мускули кои што се оперирани ќе си добијат сила и ќе се доведе во рамнотежа и во положба онака каква што ја очекуваме. Многу трпение бара целиот овој третман на страбизам, бара многу трпение како од родителите, така од детето, така и од самиот офталмолог. Значи не е тоа процес, ќе го оперираме и завршуваме, готово, детето е излечено. Не. Операцијата ни е само дел кој ќе го оперираме, естетскиот момент кој ќе го добиеме, ќе го вратиме булбусот во положбата во која што треба да биде. Детето и понатака ќе треба да носи очила, и понатака ако има блага амблиопија ќе треба да ја третираме со некакви оклузивни вежби и да се следи се додека не заврши комплетниот раст и развој. Кога ќе заврши комплетниот раст и развој, претпоставам дека веќе доцна се презема било што? Или може? Викаме дека најдобро е да се превземе и да се дијагностицира во периодот кога детето расте, она што спомнав измеѓу 2-та, 8-та година, 9-та година. После тоа е многу потешко да се излечи амблиопија. После 10-та година на мозокот му е многу потешко да го тренираме, да го учиме дека треба да гледа поинаку. Така пластичноста на мозокот се губи. Да, пластичноста на мозокот, еластичноста се губи, станува попластичен. Да, и тогаш имаме и по-лоши резултати, да речам, односно ако порано имаме многу подобри резултати. Страбизам се оперира и кај возрастни. Тоа можеме ние да оперираме страбизам и кај возрастни. Меѓутоа, во тој момент, ако оперираме кај возрастни, тогаш ефектот на операцијата и целта на операцијата ни е само естетски. Така. Кај дечињата гледаме да ја вратиме и функционалноста, значи да може да гледа со двете очи понатака во животот заедно. Така, бидејќи сето ова е важно, како за развојот на мозокот, така и за психолошкиот и социјалниот развој на децата. Да, затоа викаме предшколска возраст е нека идеална пред да почне во школа за третман. Доктор Кимов, јас уште некои работи предвидени за денеска, но ќе ги оставам за следното ваше гостување во магазинот за родителство 0+ месец. И само на крајот би сакала нешто што ми е мене интересно како податок да ми го дадете, кога на фотографиите кога се фофотографираме, обично двете очи знаат да светат зениците црвено. Црвен рефлекс, да. Понекогаш кај децата се на едното око црвена оција, но на другото нема ништо. Што е тоа? Проблем ли е? Многу ви е добро прашањето и една цела емисија може да дебатираме на ова прашање, но само ќе кажам само дека бел рефлекс или црн рефлекс, едното око црвено, другото бело, црно нема, треба веднаш да се испита. Да, значи тоа не е нешто што треба да го игнорираме, особено ако го гледаме на неколку фотографии. Ајде на една, може крива глава, па случајно да било, ама ако го гледаме дека се повторува на повеќето фотографии и родителите гледаат дека на едното око добро се гледа црвен рефлекс, а на другото изостанува, тоа дефинитивно е нешто што треба да се испита. Значи цела емисија рековте за тоа. Може. Се гледаме следен пат во студиото и ќе зборуваме за
останатите проблеми со очите во детска возраст. Ви благодарам многу за прецизните, детални и јасни појаснувања поврзани со овој чест проблем, како што споменавте, околу 5% од децата во нашата земја се соочуваат со страбиза. Многу ви благодарам на поканата. Почитувани доктор Викторија Филева-Фотевска, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија, беше гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Имајте пријатен ден.